Вртелишките на плоштад Македонија, кои им нудеа забава на најмалите за време на пролетните и летните прошетки во центарот на Скопје, веќе ги нема. Заедно со нив ќе се отстрани и вртелишката која никогаш не проработи, спроти Министерството за надворешни работи. Дел од граѓаните кои не беа запознати со одлуката на градоначалникот Петре Шилегов да се отстранат реквизитите за забава на децата, беа изненадени и револтирани од одлуката на градската власт. Коментирајќи дека главните случувања се токму во центарот на градот, велат дека би било убаво да има забава и за најмладите и не се согласуваат дека за сметка на дополнителен слободен простор треба да им се одземе детското катче на децата. Но има и такви кои никогаш децата не ги однеле на вртелишките, па сметаат дека нема да им недостасуваат. Дали сметате дека треба да ги дислоцираат или добра им беше локацијата тука? Па добро им беше. Затоа што кога ќе се прошетаат родителите и бабите, дедовците со нив, има и за нив разоно да катче нивно. Добро, тоа доаѓа како локација на населби, значи вртелешка за населба аеродром. Може би секоја населба треба да има еден детски забавен парк. Да може децата да играат и на тој начин да се социализираат. Дали го шетате внучето на вртелишките на плоштад? Не. Не? Не. Зошто? Тоа е за некои други времења, не е за нас. За децата? Тие што се не од надвор од Скопје. Грешка сте се обративте на човек кој што е од тука. Тоа никогаш не постоело во Скопје, така да не е ни на Скопје тоа. Тоа е. Добро, мислите дека нема да се радува детенцето? Не, нема да се порадува. Се радува на овие играчки овдека што се овдека. Поише него ли на тие карусел. Тие се за Дизниленд. Дали сметате дека треба да бидат на плоштад или не треба? Па може подобро така са. Малку настрана. Може би подобро. Идниот карусел ќе се носи во општина Аеродром, во паркот кај авионот во Ново Лисиче, додека другиот ќе биде преселен во општина Чаир. Го прашавме градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов зошто се избрани токму овие две општини и дали и во останатите општини ќе се постават вртелешки за рекреација на најмладите. Целиот концепт на организирање на забава на најмладите, нели, зборувавме и за Луна паркот кој што го нема средствата кои што ги немаме заради една одлука на советничката група на ДПМН во општина Газибаба што направи многу проекти во градот поскапи, па ги немаме средствата да ги реализираме. Треба да видиме како ќе се покажат оваа дислокација на играчките, дали ќе најде на прием кај граѓаните и во колкава мера. Нашите очекувања се дека ќе биде позитивно примено и во зависност од економската исплатливост ќе размислиме за понатамошна дисперзија на таков тип на услуга на нашите најмлади. Како што дознаваме, оваа одлука била донесена првенствено по барање на велосипедистите, со цел да им се остави поголем простор за движење. Според град Скопје, овие рекреативни елементи го блокираат движењето на пешаците и велосипедистите по кеот.